Несовесни во Штип и Делчево искршија урбана опрема за 5000 евра. Изминатите 24 часа работи кои ги поставиле општините и јавните предпријатија на некои им сметале многу. Во Штип искршеното и уништеното е вредно околу 4000 евра, а несовесни беснееле на повеќе локации. Беа скршени некаде 20 стуба од поставените стубови. Беа фрлени корпите за отпадоци во реката Брегалница. Беше скршен мостот на реката Отиња. Беа скршени неколку клупи во Сутлакот. Така да граѓаните макотрпно одолуваат од своите пари, даваат, плаќаат даноци, ги плаќаат своите сметки редовно. Меѓутоа, очигледно дека на некој тоа не му се допаѓа. Освен надлежните, ваквото однесување го осудија и граѓаните. Не е убаво и не е човечки, тоа е грев на душата, не е убаво. Така, значи се што требаше, се што се пружи, се што се прави, треба да си го одржуваме. Често ли доаѓате? Да, у неделата бар еднаш ке поминам. Убаво направено, убаво. Чисто, мирно, нема коли, нема пречки, нема ништо, убаво. Во Делчево пак мета на вандали биле информативните табли на биодиверзитетот покрај реката Брегалница. Ова го пријавија граѓани до општина Делчево дека 21 табла кои што беа поставени во рамките на проектот кој што се спроведуваше по течењето на река Брегалница, а се однесуваше на патека на биодиверзитетот, се откорнати и дел од нив и фрлени во водите на река Брегалница. Ова не е прв случај на уништување на урбана опрема во центарот на Делчево. Претходно исто така беа уништени дел од светилките во градскиот парк, поставени исто така со донаторски средства од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка. Пред Нова година и за време на новогодишните празници бевме сведоци на континуирано уништување на осветлувањето поставено од страна на општина Делчево, а наменето за најмладите. Инаку, патеката на биодиверзитетот е градена во рамките на програмата за зачувување на природата и со донација од 500.000 денари од Швајцарската агенција за развој и соработка и исто толкова учество на општината. Двата случаја во Штип и Делчево се пријавени во полиција, но пронаоѓањето на вандалите вообичаено е тешко, зашто сведоци на нивното дивење речиси никогаш нема.